Значи, како Евроникел, ние сме моментално посветени со ангажмани во три правца во главном. Првите активности се насочени околу нашите секојдневни бизнес активности и задржување на производството. Во вториот дел се активностите кои што ги презедовме со планот за реорганизација и кои што исто се движат во добар правец. И третата активност која што е многу битна и со задоволство би сакал да ја истакнам оваа прилика е инвестицијата која што е од неодамна започната за ревитализација и пуштање во работа на втората електропечка. Тоа се работи за инвестиција во висина од минимум 10 милиона евра, во кое што за нас значи зголемување на производството, зголемување на извозот, зголемен прилив на девизи, зголемени активности на нашите добавувачи и контрактори, а сето тоа ќе се одрази директно и на зголемен бруто домашен производ. Секако тоа не може да се оствари ако немаме институционална поддршка и разбирање со институциите и очекуваме дека тие и во иднина ќе се движат во таков правец, што е многу битно за еден странски инвеститор. Исто така би сакал да кажам, да се заблагодарам денеска на посетата што ја имавме од највисоките владени представници на Република Северна Македонија и од тука да го пратиме заедничкиот сигнал дека Македонија е сигурна дестинација за странски инвестиции. We are delighted to receive the Prime Minister and the Deputy Prime Minister today in the plant. This is a very important day for us. Ни представува задоволство што денес имаме можност да ги пречекаме господинот премиер и вице-премиер на Република Северна Македонија денеска. And we are very proud that our group has made one of the largest foreign direct investments in the country. И навистина сме горди што нашата групација е токму таа што ја направи најголемата странска и директна инвестиција во државата. An investment that takes this plant out of bankruptcy in the fastest time possible without compromising the jobs of more than 800 employees. Инвестиција што всушност со која се спаси компанијата од стечај без да се и со тоа да ги заштити повеќе од 1000 работни места кои што оваа компанија ги овозможува. And I would like to take this opportunity to thank all the employees for their commitment to the plant and for helping it work successfully every day. И сакам да искористам оваа пригода исто така да им заблагодарам и на сите вработени за нивната посветеност и за нивниот секојдневен ангажман за оваа фабрика и понатаму успешно да работи. We are now focused on making this company the largest European ferronickel producer. Нашиот фокус сега е оваа компанија да стане најголем производител на фероникел во Европа. And we will be updating the press and the community on the positive impact this project will have. И редовно ќе информираме и јавноста и пошироката наша заедница за напредокот што го имаме во делот на развој на компанијата. We believe in the strong positive impact it will have in the community and the economy and the hundreds of suppliers that depend on this company. Веруваме дека нашиот проект за раст и развој ќе има силно влијание врз општеството и врз деловниот сектор во државата. Thank you again, Prime Minister, Deputy Prime Minister, for your visit. Thank you. Thank you very much. Може ли прашање? Thank you. Колкави се инвестициите до сега? Тоа уште не го кажавте во бројки. Just one question. Yes. You haven't mentioned the size of the investments you have made in numbers. Until now. Yes, Until thank you. now. Actually, the numbers are over 80 million euros that have been invested so far, and the new investment plans are starting with a 10 million euro investment in the refurbishment of one furnace, and I believe more will follow. Повеќе од 80 милиона се веќе инвестирани во компанијата. Инвестицијата што денеска најавуваме вреди пред се најмалце 10 милиона евра, меѓутоа ќе следат и дополнителни инвестиции. Thank you. Ви благодарам.